Многу е тоа, знаеш што, ако ги ставиме бугарите уставот, ќе ни се наљутат луѓето. Да, ќе ви се наљутат луѓето во првиот момент, ќе ви се наљутат тие кои што вие ги учевте дека треба да се љутат на овие. Во првиот момент, кога Македонија ќе почне да добива милиарда за поглавје земјоделие, милиарда за поглавје, не знам, правда, милиарда за поглавје безбедност, милиарда за поглавје образование, култура, сите по милиарда. Кога тие пари ќе стигнат кај граѓаните, тогаш нема зашто да ви се љутат, тогаш само треба добро да излезете и да изрекламирате. Бенефитите од нашите преговори се овие. Бидејќи кога ќе влеземе во пристапен процес кон Европска унија, тогаш стануваме и интересна земја за геополитичките сили. Тогаш ќе дојде и Трамп кај нас. Тогаш ќе дојде било кој да е следен председател на Америка. Затоа што ќе треба да се даде поддршка на земјава кога ќе го заврши процесот со преговори да влезе со тука негде горе доле да бидеме рамни на другите европски земји. Ќе влеземе у Шенген. Нема да треба по 3 месеца, 90 дена, ако си у Европа, 180 треба да си дома. Нема да имаме проблем со челикот и со железото, нема да имаме проблем со транспортерите, нема да имаме проблем со извоз на продукти, земјоделски, какви да се други. Нема да имаме никаков проблем. Ќе почнеме да функционираме. Процесот и онака го терате. Суштината не е у тоа дали ќе бидат во устав, суштината е у тоа дали постои комисијата за историја. Постои, работите, си назначивте ваши историчари, работи комисијата без престан. Само се тера инат од страв да не се изгубат 2-3% рейтинг. Толку, не поише. Ама кога ќе влезат 9, 10, 11, 12 милиарди евра од држава, кога ќе се осети тој бенефит, да видите како после тие 2-3% што сте ги изгубиле ќе ви станат 7, што сте ги добиле. Значи стварно нема потреба од ваква политика. Да, јас се согласувам со констатацијата дека за оваа состојба во која што Македонија е во моментов, виновен е СДСМ и Зоран Заев, заради тоа што потпиша француски предлог без да обезбеди целосна поддршка, значи двотретинско мнозинство и така натаму. Меѓутоа, окей, заради тоа падна од власт. Сега вие можете, имате. Поминете ја приказката.